Не може оваа влада и не е виновна и должна да го реши проблемот кој што го наметнал СДСМ. Зошто? Тоа е како вашиот син да се коцка. И сега тој создал долг кој што е поголем и од вредноста на вашиот имот и од вредноста на вашите примања. Меѓутоа не го решава проблемот на СДСМ, го решава проблемот на државата. И сега кој треба да го врати тој долг? Кој должи? Дали должите вие или должи вашиот син? Тоа сакам да кажам и да направам компарација. Оној кој што се коцкал со националните интереси е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и создал проблем. И не гледам сега зошто оваа влада е виновна и треба да спроведе уставни измени без гаранции и без заштита на македонскиот национален идентитет. Тоа се луѓе исто како и во Македонија финансирани од Москва. Значи и Македонија има полно портали и у Бугарија кои прават се Македонија да не влезе во Европската унија. Ама нема македонски портали во Бугарија, такви. Немаме овде. Има бугарски во Македонија. Овој сега има само еден, го знам, но други не знам, но ако земеш во обзир колку се пише во Македонија против Бугарија, исто така исто, тоа нема голема разлика, тоа не менува ништо. Проблемот не е во тие портали луѓе што ќе зборуваат против Бугарија или обратно. Проблемот е дека Македонија моментално имаме еден проблем се вика Радев, кој е поставен од руските служби уште во 1914 година. Во него инвестираат и сега ако овој човек направи влада, со Македонија ќе има големи проблеми. На патот на Македонија кон полноправно членство во НАТО, Алијансата и Европската унија, навистина беа поставувани билатерални спорови, прво од нашиот јужен, а сега од нашиот источен сосед. Едноставно, меѓународната политика на самата Европска унија за прием на нови земји членки со консензуално единство од сите држави на Европската унија и 27 и инструментот вето кој во статутарните одредби во уставот што се вели на Европската унија им дозволува на државите да го користат инструментот вето, наметнувајќи да речеме и ваков тип на проблеми, направи да речеме такво одолговлекување децениско на евроинтегративниот пат на Македонија кон Европската унија. Најголема закана и најголем непријател на Америка во 21. век е Кина. Кина е земја која граби напред економски, демографски, војно ја стига Америка и ќе ја стигне за неколку децении, тоа го покажуваат сите анализи кои ги прават американската ЦИЕ и така натаму. Единствен начин за Америка да остане релевантна и да остане може би прва земја во светот или да парира на Кина е да завладее со светските енергетски текови и така да ја контролира состојбата во децениите кои одат. Тие ја земаа Венецуела под наводници, ја земаа нафтата на Венецуела, всушност што им треба. Следното е Иран, бидејќи Иран е седиште на тие енергетски текови. Тука поминува се.